Почитувани посетители и посетителки на интернет страницата на Центарот за истражување и креирање политики. Еве не повторно назад со третиот од серијата 5 подкасти, на кои разговараме со партениците и партеничките од така наречената Зелена собраниска група. Овие подкасти ги подготвуваме во рамките на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената Зелена собраниска група во Југоисточна Европа, околу согласеноста со целите на Европската Унија, поврзани со енергијата и транспортот, кој е поддржано од германската влада и го спроведува Центарот за истражување и креирање политики во име на Германското друштво за меѓународна соработка во рамките на отворен регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата. Како што веќе знаете, овие подкасти имаат за цел да ја доближиме оваа група поблиску до јавноста, но и да додадеме дополнителен импулс во нивната работа како група. Во овој трет подкаст разговараме со партеничката Маја Морачанин. Потребата од предлози и решенија токму од оваа неформална група се интензивираше со засилувањето на енергетската криза. Граѓаните се на удар од ценовните шокови, се баре излез од кризата и државата е на потек. Можат ли фотоволтаичните централи да станат главен извор на енергија, а граѓаните од потрошувачи да станат производители? Прво прашање за партеничката Морачанин. Тој развој на енергетска демократија што ние го зборуваме еве во тој контекст и кооперативите што ги споменавте, да се бидејќи се навистина многу комплицирани административните процедури за поставување фотоволтаици, во овој период нешто се олесни. Ние како Зелена партија не сме задоволни комплетно, например од 4 киловати на 6 киловати се зголеми максимумот за инсталирање на моќност на фотоволтаици за граѓаните. Ние сакаме да биде без ограничување, за фирмите од 20 на 40 се покачи. Да ве подсетиме на впечатоците од студиската посета на Загреб овој април, особено во делот на енергетските заедници, како и начините кои што ги практикува Хрватска, во делот на обновливите извори на енергија. Можеме многу повеќе од ова што сега е случај кај нас, а онолку добро како во Хрватска. Се согласувате ли? Можеме сигурно, со тоа се согласувам, затоа што е можно. И ако е можно во држави не само Хрватска, туку да речеме во Германија, во Данска, Шведска, каде што има многу помалку сончеви денови отколку во Македонија, да биде сончевата енергија многу поискористена, сигурно дека е можно, особено што веќе и технологиите се достапни и финансиски, значи се многу подостапни отколку што беа да речеме пред десетина години. Законот за енергетска ефикасност делумно се спроведува особено во делот на контролите и сертификацијата на згради, а од друга страна постои неусогласеност во односот на енергетската ефикасност во Законот за градба, а процентот на енергетски неефикасни објекти во ек на енергетска криза е поразителен. Маја Морачанин вели дека мора да се лобира силно за навремено и целосно спроведување на законот донесен во 2020 година. Јас имав пред 2-3 месеца пратеничко прашање токму на оваа тема, докаде е постапката за формирање на фонд за енергетска ефикасност, зашто тој фонд би требало практично да го направи целиот овој процес на воспоставување енергетски ефикасни објекти одржлив. Значи фирмите да има каде да побараат кредит со поволни каматни средства и понатаму од својата пак добивка што ја остваруваат на сметка на енергетската ефикасност да се враќаат тие средства во фондот, понатаму да ги користат други луѓе. Значи тоа е многу убава идеја. Она што го добив како одговор од финансии е дека во тек размислувањата како некоја драфт верзија, бидејќи најголемите дилеми беа дали тој фонд би бил државен, дали ќе биде некоја комбинирана, кој ќе биде во тој управувачки одбор и дека оваа есен веќе ќе биде презентиран на јавноста. Кога сме веќе кај фондовите, се повеќе како аномалија се овој механизам и пречка се јавува. Каскам и во поглед на основањето фонд за заштита на животната средина. Зошто? Дали имате информација каде и по кој метод се сливаат средствата за заштита на животната средина, например, оние средства што се собираат при регистрација на моторни возила?
со воведувањето забраната на пластичните кеси и воведување наплата 15 денари задолжително за биоразградливи, не само што 10-кратно се намали употребата на пластичните кеси, туку до мај-јуни месец околу 700.000 евра беа собрани по овој основ. И тие одеа во посебен фонд, да кажеме, само од наплатата на пластичните кеси. Она што знаме е дека се планира да тие средства бидат наменети за контейнери, канти за отпад, каде што ќе може да се селектира. Во време на економска и енергетска криза, граѓаните и понатаму не се мотивирани да патуваат со железница. Но и политичарите не се мотивирани да вложуваат во инфраструктура во овој тип превоз, смета Морачани. Ние слушавме само дека ќе се гради, имаше најави за пругата кон Бугарија. Сите се сеќаваме дека на секои 5-6 години се најавуваше изградба на пруга и се уште тоа нема реализација на терен. Мислам дека не беше препознаено како приоритет. Е многу важно не само од аспект на транспортот, и економичност за стопанството и поврзувањето, особено кога зборуваме за животна средина и клима, затоа што е тоа најеколошкиот вид на сообраќај, железничкиот. И јас се радувам што сега и од Европска унија ќе има грант за таа намена во однос на железничкиот сообраќај, бидејќи тоа е дел од зелената агенда. Спротиставена во одговорите на нашите две претходни соговорнички од собранието дека треба да се формализира работата на неслужбената зелена собраниска група, Морачани смета дека прво треба да се превземат надлежностите од постоечката собраниска комисија при транспорт и врски. Она што треба дефинитивно да се направи, и тоа има деловничка можност, да се издвои екологијата како посебна комисија, како формално тело, и да биде комисија за животна средина и клима, бидејќи толку многу има проблеми поврзани со животната средина и во иднина се ќе бидат, тоа ќе биде актуелна тема. Ова е премногу 3 области, транспорт, врски, екологија во една комисија да функционира. Со надеж дека работата на неслужбената зелена собраниска група ќе игра важна улога во предлозите и одлуките кои ќе следат во собранието во рамки на справување со економско-енергетската криза, се одјавуваме од овој трет подкаст. Ви благодариме за вашето внимание. Се слушаме наскоро со следниот наш соговорник. До тогаш, следете ја веб страницата на Центарот за истражување и креирање политики.